Здраво Македонија. Повелете. Ошчипка Враков Венцислав. Центар за развој на јавното мислење. Ке има ли шанса и ние да кажеме два-три збора? Секако, повелете. Во Македонија има закони за кои се одговара. Толку работи господинот Ване искажа, недокажани, што ако се поведе од сите негови телефонски разговори, ако се поведе постапка, тој е осуден, меѓутоа ќе има продолжено кривично дело. Благодарам, до слушање до вас. Цветанов, ќе одговориме? Ова се оние Македонија е во прашање, вели нашиот слушател. Партиски притисоци кои што ги прават преку своите членови. Она што можам да го кажеме во врска со ваквите јавувања, навистина сум запрепастен од стилот и начинот на изразување на ваквиот тип на луѓе, да плукаат и да врегеат без никакви основи, да омаловажуваат, да ја обструираат самата емисија и ценејќи ги искажаните работи од страна на слушателот и за генерално за таквата категорија на слушатели кои што под превезот патриотизам, кои што под превезот Македонија, како што спомнува и дека ја сакале, не знам дали се свесни дека се соучесници во еден злостор токму против Македонија, инициран од една група на луѓе кои што владее со владачката партија и со државата во исто време, и дека со нивното јавување помагаат на таа владеачка гарнитура. За ваквиот тип на луѓе кои што се јавуваат како послушници на власта, можам да кажам постојат две категории на две подкатегории поточно. Едните се неупатени и не се свесни, ниту информирани за штетите кои што ги прави оваа власт на Македонија и се злоупотребени преку манипулација и пропаганда, и голем дел од нив заблудени веруваат дека оваа власт е честна и има искрени намери кон државата. А другата категорија се продадени за едно работно место или за услуга од ВМРО ДПМН, за жал некои за две раки и вртат по цел ден по контактните емисии и плукаат без потреба и ги обструираат самите емисии. Така да на темата поврзана со приватизацијата мислам дека нема потреба што повеќе да одговараме, бидејќи ги исцрпивме сите можни одговори поврзани со таа тема. Но и рековме нема да трошиме уште време за таа фамозна приватизација. Нема да трошиме време затоа што има многу поважни работи да се кажат. И јас најодговорно тврдам дека после неколку години овој период, владењето на ова ВМРО ДПМН ќе биде запишан во историјата како најцрниот период на Република Македонија. Периодот во кој што се случила најголемата плячка, најмасовниот грабеж на Република Македонија, периодот во кој што се случило затварање на невини луѓе, периодот во кој што се уништиле огромен број на компании. Видете вака, за само минатата година се иселиле скоро 80.000 граѓани. 76.000. Да, реков скоро 80.000. Па видите, ова е екзодус што се случува на Република Македонија. Ова е цунами што се случува на Република Македонија. И некој да ја брани оваа власт, а при случај кога 80.000 луѓе не се иселиле за една година, 500.000 луѓе за последниве 10 години. Тоа е 1/4 од Република Македонија се иселила од мака, од зорт, затоа што не виделе перспектива во оваа власт. И некој си да си зема за право по цел ден да врти по контактни емисии и да плука по се што размислува поинаку од власта, е дно, не знам што да кажам. Имаме држава која се развива, се градат автопати, се градат болници, се градат училишта, се внесува во болниците модерна опрема, компјутери за секое дете. Па срамота е уште речеме дека не чини оваа држава. Само срамота е гостот вака што се однесува. Имам свое мислење и гледам дека државата стварно ми се разубавува. Пријатно веќе се дај. Благодарам. Ќе искоментираме нешто околу ова, само да додадам нешто што го напишаа нашите луѓе. Освен дека владачката партија е сериозно вознемирена, што ги притиска ваквиот тип на луѓе, а морам да одговорам на навредата дека јас сум бил платен, замислете. Сум бил платен за да гостувам кај вас во емисија и да ги изнесам своите ставови, кои што ние не ве плативме, доброволно дојдовте така што. Да, а моите ставови се исти и константни цели 5 години. И што е многу важно, сето она кое што сум го рекол во 2010 и 2011, денеска се потврдува со купишта меѓународни извештаи. Ништо не сум рекол напамет.
Така да, таквиот низок пристап само ја осликува паниката во која што е власта и верувам дека сега се вртат телефони, се прават притисоци на нивни членови, јавете се, зборувајте вака, обструирајте емисијата, затоа што ова емисија е некаков прозорец до доаѓање до вистината. Самите слушатели да имаат можност да се запознаат со состојби во државата и така натаму. Так. И не случајно нивни партиски мегафони по задача се јавуваат во вакви емисии со цел да ги обструираат. Не знам дали забележавте, самата гледачка ви рече, мене не ми е гајле дали изнесуваат пари од државата. Мене ми е убаво. Так. Самата го рече, го призна. Значи, рече, мене не ми е гајле дали изнесуваат пари од државата. Точно тој ментален склоп на луѓе кои што се ставени во функција на извршување на најнискиот тип на задачи од страна на власта се причина за состојбата во која што се наоѓаме. Так. Ајде сега сосема кратко кои што слугуваат на власта за едно обично вработување. Сигурно да проверите гледачката ќе видите дали тај или некој од незиното семејство е вработен во државна администрација.